Добро вечер и Божи благослов. Уште еднаш сакам да ве поздравам во името на Господа и ви посакувам Божи благослов на сите оние кои што оваа вечер ја слушаат емисијата Глас на вистината, која што редовно се емитува и се разбира преку неа се слуша Божиот глас. Нешто што оваа емисија може да понуди, а тоа е добро нешто. Добро нешто оваа емисија може да понуди, затоа што навистина денеска многу ретко можеме да слушнеме некој нешто да понуди добро или да има добра вест. Токму емисијата носи добра вест, го носи всушност Евангелието кој е добра вест за сите нас. Всушност оваа емисија има за цел да зборува за Креаторот и Створителот на небото и земјата, оној кој ги создаде небото и земјата. Во првата книга на Мојсеј, првата глава, првиот стих, Библијата зборува дека во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. И ние тоа денеска го разбираме, се разбира преку вера. Ако добро се сеќавате, минатата емисија зборувавме за целосна доверба во Господа во лоши времиња. Факт е тоа дека ние живееме во последните времиња, во овие времиња во кои што многу нешта се случуваат околу нас и кај нас. Затоа е многу важно да ја посветиме или да го посветиме нашиот живот и нашата вера кон Господа, затоа што реков ние живееме во последните времиња и затоа книгата Откровение точно зборува за тие последни времиња и не само книгата Откровение, туку многу други библиски ескатолошки книги кои се наоѓаат во Стариот Завет, па дури многу глави во Евангелијата, па дури и во писмата кои ги пишувал апостол Павле, Петар, токму зборуваат за последните времиња или за второто Христово доаѓање. Па дури самиот Господ Исус зборува точно за последните времиња и за крајот на светот. И тој самиот вели дека потребно е да имаме една целосна и комплетна доверба во Господа. Затоа Исус во Лука 18 глава 8 стих вели: кога ќе дојдам, дали ќе најдам вера. Значи, кога ќе дојдам, дали ќе најдам вера. Ова е многу клучна работа за сите нас. Дека верата е таа која може да не доведи до самиот Господ, да не охрабри, и ако имаме здрава вера во Господа, тогашка ние имаме и здрава надеж во Господа. Во овие тешки времиња, во време каде што живееме, во денешно време каде што се случува околу нас и кај нас, потребна ни е вера и надеж во Господа, која што ќе може да не едноставно не мотивира и ни даде сила да можеме во овие тешки времиња да продолжиме напред. Библијата, па дури Господ Исус Христос зборува колку ни е потребна верата. Прво, второ, колкава вера треба да имаме. Библијата зборува дека нас ни е потребна вера и не само вера, туку вера колку едно синапово зрно. Толкава вера нас ни е потребна, затоа што верата има сила да промени многу работи и да не мотивира и да ни даде сила во тешки времиња. Затоа е многу важно верата да ја потприме на нашиот Господ. И веќе кога живееме во овие последни времиња и она што се случува околу нас и кај нас е само еден доволен показател дека времето е многу блиску за доаѓањето на Господ Исус Христос. И затоа реков, кога тој ќе се појави, кога ќе дојде на оваа земја, тој ќе побара отчет. А тоа е дали имаме вера и тоа вера колку едно синапово зрно. Библијата зборува за сите оние кои што имаат вера колку едно синапово зрно. Дека нема нешто што е невозможно за нив. Така Господ му се објави на Аврам, на таткото на верата, дека тој е Ел Шадај и дека се може преку него. Ако може верата да направи многу нешта, тогаш
Денеска во овие тешки времена, верата таа која што реков ќе ни мотивира и ќе ни даде сила. Но потребна ни е вера, се разбира, колку едно синапово зрно. Макар што многу нешта се случува, макар што и пророкот Авакум зборува за тие нешта, еве што вели во книгата на Авакум 3 глава, вели: макар да не процвута смоквата, да нема плод во лозите, макар и маслината да се откаже и нивата да не даде плод, макар и овците да не останат во трлото, па и рогот и добитокот во оборите да ги нема, јас и тогаш ќе се радувам во Господа и ќе се веселам во Бога на моето спасение. Господ Бог е мојата сила, тој ќе ги направи нозите мои како елен и ќе ме поведе по височините мои. Макар многу нешта кои ние ги очекуваме во иднина, во нашиот живот да се случаат и во нашето семејство, макар многу нешта да не се случаат кои ги очекуваме, сепак овде Авакум вели: јас и тогаш ќе се радувам во Господа и ќе се веселам на моето спасение, затоа што Господ е таа мотивирачка сила која ни дава да можеме да го проживееме сето она што денеска на сите нам ни се случува. И затоа во овие тешки времиња убаво е да сите ние ја положиме нашата вера кон самиот Господ Бог. Самиот Авакум живееше, се разбира, во многу тешко време. И не само Авакум, туку многу Божи луѓе. Да ви дадам два примери кои што верувам дека ќе не охрабрат и ќе ја мотивираат нашата вера во Господа. Евреите живееле 430 години во Египет како робови, каде им била одземена сета слобода. Потоа гледаме подоцна евреите живееле исто така во Вавилон 70 години како робови. Но сепак ја имале верата во Господа и таа вера ги мотивирала да можат да продолжат да живеат понатаму, иако биле под робство. Но сепак тие верувале дека ќе дојде ден кога Господ ќе ги ослободи. Реков, ние живееме во едни многу тешки времиња, во тешки услови, каде што многу нешта се случуваат околу нас. Но сепак Господ Исус бара вера од сите нас. Што е многу важно? Верата има сила и има мој и авторитет. Затоа е многу важно да го посветиме нашиот живот кон Господа со целосна и комплетна вера. Минатата емисија зборувавме за сите овие нешта. Но важно е да останеме при крајот на нашиот Господ Исус Христос верни, затоа што тој кога ќе дојде ќе побара вера. Дали имаме вера? Кога ќе читаме во Евангелијата и веќе видовме неколку библиски примери, а ги има многу, Евангелијата па дури и писмата се со изморени настани, уникатни настани кои зборуваат точно за верата, видовме што може и каква сила има верата. Верата има сила да променува животи. Многу често пати по прашање на верата ја велам дека верата не се менува, туку ние дозволуваме верата нас да не промени. Видовме како една жена страдала 12 години од крвоток и рекла: само ако се допрам до алиштата на Исус, јас ќе бидам и целена. Замислете колкава вера оваа жена имала. Огромна вера имала оваа жена. Всушност, оваа жена имала целосна верва во самиот Господ Бог. Потоа, Јаир исто така имал доверба во Господ Исус Христос и верувал дека Исус е тој кој може да ја излекува неговата ќерка, па дури да ја воскресне од мртвите. И кога Господ оди во куќата на Јаир, гледа дека девојчето е умрено. Но сепак Исус ја виде верата на Јаир. Како што ја виде
верата на оваа жена која имаше 12 години крвотечение, која се допра. Затоа е многу важно да ние денеска се допираме и ја подпираме нашата вера кон Господа, затоа што преку верата има сила. Еве да видиме неколку примери. Можеме да отвориме заедно во Евангелието на Јован, значи Евангелие на Јован, ќе отвориме заедно, 4 глава, и сакам да прочитаме еден прекрасен настан кој ни е опишен во Евангелието на Јован, од 43 па се до 45 стих. Исус ицелува момче кое што беше, се разбира, на умирање. И вели вака: а по 2 дни тој замина од таму и отиде во Галилеја. Зошто сам Исус беше посведочил дека пророк во своето родно место нема почит. Кога дојде пак во Галилеја, галилејците го примија, зашто виделе се што извршил Исус во Јерусалим на празникот, зашто тие беа на празникот. И така Исус пак дојде во Кана Галилејска, каде што беше претворил водата во вино. Имаше еден царски човек, чиј син беше болен во Капернаум. Тој, штом чу дека Исус пристигнал од Јудеја во Галилеја, отиде кај него и го замоли да слезе и да му го излекува синот, зашто беше на умирање. А Исус му рече: ако не видите знаци и чуда, нема да поверувате. Царскиот човек му рече: Господи, дојди додека уште не ми умрело детето. А Исус му одговори: оди си, твојот син е жив. И човекот поверува на зборот што му го кажа Исус и си замина. И веднаш уште дека слегуваше, го сретнаа слугите негови и му јавија: синот твој е жив. А тој ги праша за часот кога му станало полесно. Тие му одговорија: од вчера во 7 часот веќе немаше треска. Тогаш таткото разбра дека тоа станало во истиот час кога Исус му рече: твојот син е жив. И поверува тој и целиот негов дом. Ова беше второ чудо што го извршил Исус кога пристигна од Јудеја во Галилеја. Сепак гледаме, Исус ја виде верата кај овој човек, кој го молеше да дојди и да го излекува неговиот син. Затоа што овој човек просто едноставно му веруваше на Господ Исус Христос. Многу интересен настан. И кога Исус му рече: твојот син е жив, оди си дома, тој поверува и си замина. Значи, тој поверува и си замина. Повторно гледаме дека сепак верата игра една клучна улога во животот на овој човек, за да неговиот син, кој беше пред умирање, имаше тешка болест, сепак остана жив. Затоа што, реков, верата игра клучна улога во нашите животи. И тој разбра дека кога Исус го рече тоа, во тој ист момент дека неговиот син остана жив. Всушност, преку вера, неговиот син беше ицелен. Ете што може да направи верата. Затоа реков дека верата има сила или моќ или авторитет да направи многу нешто. И затоа се е можно за оние кои што веруваат. Нема нешто што е невозможно. Потоа, да отвориме во ова исто Евангелие, значи можеме заедно да отвориме во Евангелието на Јован, 11 глава, и сакам да читаме за еден многу доста интересен настан кој што се случува во времето на Господ Исус. Господ Исус имаше еден пријател кој се викаше Лазар. И Господ знаеше често пати да биде во домот на овој човек. Но еве што вели Библијата
во Евангелието на Јован 11 глава. Беше пак болен некој си Лазар од Витанија, од селото на Марија, незината сестра Марта. А Марија, чиј брат Лазар се разболе, беше она кој го помаза Господ со миро и ги избриши неговите нози со солзи со косата своја. Тоашка сестрите натрчаа по него, велејки: Господе, ете оне што го милуваше болен е. Штом чу Исус, рече: таа болест не е за умирење, туку за слава Божја, за да се прослави Синот Божи преку неа. А Исус ги сакаше Марта и незината сестра и Лазар. И кога чу дека е болен, тогаш остана уште 2 дни во местото каде што се наоѓаше. Потоа им рече на учениците: да отидеме пак во Јудеја. А учениците му рекоа: Рави, сега сакаш да те убијат со камења или таму пак ќе одиш? Исус одговори: нели има 12 часови во денот? Кој оди дејне не се сопнува, зашто ја гледа светлината на овој свет. А кој оди ноќе се сопнува, зашто нема светлина во него. Ова им го кажа, а потоа им рече: Лазар, пријателот наш, заспал, но ќе одам да го разбудам. Тогашка неговите ученици рекоа: Господи, ако заспал, ќе стане. Исус го рече тоа за смртта негова, а тие мислеа дека зборува за спиење, за сон. Тогашка Исус рече отворено: Лазар умре. Но се радувам заради вас што не бев таму, та да поверувате туку да отидеме кај него. Тогашка Тома, наречен Близнак, им рече на учениците: да отидеме и ние да умреме со него. Кога дојде Исус, откри дека тој веќе 4 дена е во гроб. А Витанија беше близу до Ерусалим, околу 15 стадии. А мнозина јудејци беа дошли кај Марта и Марија да ги утешуваат за нивниот брат. Кога чу Марта дека доаѓа Исус, излезе пред него, а Марија седеше дома. Тогашка Марта му рече на Исус: Господи, ако ти беше тука или овде, брат ми немаше да умри. Но сега знам што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. Исус и рече: твојот брат ќе воскресне. Марта му рече: знам дека ќе воскресне при воскресението во последниот ден. А Исус и рече: јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И секој што живее и верува во мене, нема да умре до века. Го веруваш ли тоа? Таа му одговори: да, Господи, јас поверував дека ти си Христос, Синот Божи, што требаше да дојде во овој свет. Штом го рече тоа, отидоа и ја повикаа сестра си Марта тајно, велики: учителот е овде и те вика. А таа кога чу, стана брго и отиде кај него, зашто уште Исус не беше дошол во селото, стоеше каде што го беше дочекала Марта. Јудејците што беа со неа дома, ја утешуваа кога видеа дека Марија стана брго и излезе. Отидоа и тие по неа, мислеа дека ќе оди во гробот да плаче, а Марија штом пристигна таму каде што беше Исус, и кога виде, падна пред нозите негови, рече: да беше, Господи, ти овде, немаше да умре брат ми. Исус пак кога ја виде како плаче, јудејците што беа дошле со неа, како плачеа, се натажи и се потреси. Па рече: каде сте го положале? Му рекоа: Господе, дојди и види. Исус просолзи. Тогашка јудејците рекоа: гледате ли колку го сакал? Некој од нив пак велеа: не можеше ли овој што ги отвора очите на слепиот да направи и овој да не умре? А Исус пак се нажали во себе си, дојде во гробот, тоа беше пештера и камен намален на неа. Рече Исус: кренете го каменот. Марта, сестрата на умрениот, му рече: Господи, мириса, веќе има 4 дена откако е умрен. Исус и рече: нели ти реков, ако веруваш, ќе ја видиш славата Божја. Тоашка го дигнаа каменот каде што лежеше умрениот.
А Исус ги подигна очите одгоре и рече: Оче, ти благодарам што ме ислуша. Јас знаев дека ти секогаш ме слушаш, но ова го рекове заради народот што стои наоколу, за да поверува дека ти си ме пратил. А кога го рече ова, извика со висок глас: Лазаре, излези надвор. Излезе умрениот завит камо платно, по раците и нозите, а лицето заврадено со крпа. Им рече Исус: одвикајте го и оставете го да оди. Тоаш ка мнозина од јудејците што обешле дошле до Самарија видоа и поверуваа во Исус. Гледайте верата што може да направи. Интересна работа. Верата колкава се разбира сила има. Да го воскресни, да му помогни на царскиот син, да му даде здравје, затоа што овој човек длабоко верувал во оно што Исус го правил и верувал точно дека тоа е Месијата, во кој што евреите го очекувале, а исто така Марија верувала во Исус. Библијата ни открива дека овие биле добри пријатели, дека Исус многу ги љубел. Ова е нешто уникатно нешто. Човек кој бил мртов 4 дена, а се разбира. Исус вели: ако веруваш, верата ќе изигра клучна улога и тогаш ќе ја видиш славата Господово. Почитувани слушатели, ако веруваме целосно и комплетно, само на еден таков начин можеме да ја видиме славата Божја и можеме да ги видиме сите чуда кои Господ ќе ги направи за сите нас. Така да ние ќе продолжиме наредната емисија со уште неколку библиски приказни или примери кои што Исус ги изврши пред 2000 години, но сепак верата играла клучна улога на сите овие нешта. Затоа Исус и вели на Марта: ако веруваш, ќе ја видиш славата Господова. Таму вели: ама веќе брат ми е умрен 4 дена. Исус вели: нели ти реков, ако поверуваш, ќе ја видиш славата Господова. Всушност, ќе ја видиш мојта и силата на верата. И тоа го направи Исус заради верата. Затоа што овие луѓе верувале во Исус. И Исус го воскресна Лазар, кој бил 4 дена мртов. И Библијата ни открива дека тогаш мнозина јудејци кои биле заедно тука поверуваа во Исус и станаа следбеници на Господ Исус Христос. Така да, уште еднаш ви посакувам убава и благословена и пријатна вечер на сите слушатели кои што ја слушате емисијата Глас на вистината, да имате убав и длабок сон и Господ да биде со вас. Не заборавајте, продолжуваме наредната емисија да видиме што може, разбира, верата да направи за сите нас и колку на вистина сега во овие последни и тешки времена кои што се случува околу нас и кај нас, на сите нас ни е потребна. Имајте убава, навистина и благословена вечер. Пријатно. Добро вечер и Божи благослов. Уште еднаш сакам да ве поздравам во името на Господа и ви посакувам Божи благослов на сите оние кои што оваа вечер ја слушаат емисијата Глас на вистината.